Беше тоа на 31. јануари 1902 година, кога имало средба меѓу Јане Сандански, Христо Чернопеев и преговарачите од Соединетите Американски држави, кои ги прифатили барањата 104 килограми на злато и било предадено на 23. февруари 1902 година, а мис Стон била ослободена од Антон Ќосето во село Градошорци, Струмица. На 31. јануари 1911 година во Струмица е родена баба Вања, една од најпознатите јасновидки во светот. Беше тоа на 31. јануари 1921 година, кога во Кавадарци е одржан првиот официјален попис на населението во рамките на Кралството Југославија. Според пописот, Кавадарци, само градот, имал 5542 жителя. На 31. јануари 1927 година во Радовиш е роден Ацо Караманов, македонски поет, раскажувач, романсиер и револуционер. Тој е еден од најистакнатите, најталентирани млади македонски личности во годините на Втората светска војна. Во пролета 1943 година, заедно со неговите соученици, стапува во редовите на Ској. По повеќе од еден месец од стапувањето во партизани, на денот кога го испеал и последниот стих "Ние кога умираме треба да пееме", во една престрелка со германските војни сили во ноќта меѓу 9 и 10 октомври 1944 година на височината кај селото Стојмирово, Беровско, бил тешко ранет и масакриран по заробувањето. Ацо Караманов имал само 17 години. Беше тоа на 31. јануари 1945 година, кога со решение број 581 на президиумот на АСНУМ е основан Македонскиот народен театар. Првата драмска представа ја прикажал на 3. април истата година. Тоа била драмската представа Платон Кречет од советскиот драматург Александар Корнејчук, а во режија на Димитар Костаров. На 31. јануари 1994 година, Швајцарската конфедерација и кнежевството Лихтенштајн воспоставиле дипломатски односи со Република Македонија. Беше тоа на 31. јануари 2012 година, кога умре македонскиот фотограф и кинематограф Благоја Дрнков. Беше доајен и уметник на фотографијата и неуморен истражувач и документарист на македонската традиција, уметност и култура. Во текот на својата кариера, тој бил директор на филмската дирекција на Македонија и прв филмски дописник и снимател за филмски новости од Македонија. Благоја Дрнков е добитник на повеќе награди, меѓу кои наградата 11 октомври за животно дело во полето на филмот и фотографијата, награда за животно дело од Друштвото на ликовните уметници за применета уметност, медал за заслуги на Македонија во 2008 година и титулата Зограф на културата на Република Македонија, доделено од Министерството за култура. Благоја Дрнков е единствен македонски автор, чие творештво е одбележано во Интернационалната енциклопедија на фотографи од 1839 година до сегашната, објавена во Швајцарија и во која се застапени најпознатите фотографи во светот од почетоците на фотографијата до денес. На 31. јануари 2016 година во Скопје почина Нада Приличкова, долгогодишна, но и легендарна суфлерка на Македонскиот народен театар. Првите професионални суфлери во 70 годишната историја на Македонскиот народен театар се Нада Стојкова, подосна Приличкова, и Божидар Тодоровски. Била во брак со Петре Приличко, доајен на македонското актерство.